Одложена седницата за оценка на обвинителниот акт за според обвинителството, организаторите за настаните на 27 април. Според основното јавно обвинителство, тоа се екс-премиерот Груевски, поранешниот председател на Собранието и пратеник Велјановски, екс-министрите за транспорт и врски Јанакиевски и за труд и социјална политика Ристовски, поранешниот директор на УБК Атанасовски и заменикот началник во петата управа Бошковски. Сега одбраната бара овој предмет да не го води кривичниот суд, туку да се даде во рацете на судот во Хаг. Оти се сомневаат дека во кривичен судењето ќе биде пристрасно. Со оглед дека постојат веќе 3 пресуди од држави членки на Европската унија поврзани со овој кривично правен настан, дека нашите судови се пристрасни и дека не може да испорачаат правда, сметаме дека единствен начин на кој може да ја видиме правдата и вистината за 27 април е преку Меѓународниот кривичен суд. Апостолски веле дека бараат иземање на судиката Олја Ристова, која е член на судечкиот совет. Образложението е дека Ристова веќе пресудила за друг случај од 27 април, пошто неколкумина завршија в затвор. Според одбраната, ова значи дека Ристова веќе има оформено мислење за овој случај и според закон и судска етика не треба да работи ништо поврзано со 27 април. Апостолски бара иземање на судијата Марин Станевски заради истите причини. Додолку повеќе што Станевски и самиот барал да го иземат, но судот го одбил барањето. Одлучувала за истиот кривично правен настан и сметаме дека со тоа што одлучувала веќе има завземено определено мислење за кривично правниот настан. Апостолски ја даде изјавата за Алфа пред да почне рочиштето. Во меѓувреме судот пресеча, Ристова нема да се иземе. Инаку, реакциите на одбраната следат особено по гестот на Ристова на социјалните мрежи, на известна вест за апсењето на Атанасовски. Судиката ставила лајк на објавата. За адвокатите, ова е повеќе од доволен знак за пристрасност, па ќе се жалат на одлуката на судот.